إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Navistina se radujem i mi je čest i gordost da sam tuka vo vašata sredina s vas zajedno i da продолжиме со učenje na znanje, da продолжиме со jedan со друг советување во ова наша прекрасна вера, зашто тоа е што ќе му придонеси на човекот во дуњалокот и во ахиретот. Ние пред неколку недели почнавме оваа книга Усулу Ситта, 6 основи од шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах. И знаењето е знаење што се учи со темел, со база е да се учи, значи, со книга, со објаснување, со правење замерки, зашто кога човекот учи на школо немат секој ден нови теми, кому како му пасират и кој како имат желба, туку на школо одиш и има теми од првин починаш и така те гради, значи, учителот, додека да станеш ти, тој правец да ги имаш или тој занат завршено, значи имат време трај. Така исто во верата, не може човек да научи, не може човек да свати верата правилно, со темелно да ја свати, освен, значи, со учење на книги, со објаснување, темелно да ги учиме, значи темелно да ги учиме сите работи, така можеме да се надеваме дека ќе земиме плодови. А иначе денеска една тема ова, задутре трета тема, позадутре сосема друга тема и на крај само имаме емоции, само имаме ентузијазам, а во вистина немаме ништо, значи, сватено и ништо, значи, немаме сериозно научено. Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимуллах вели дека ал-аслул ауал, првата основа кој треби секој еден муслиман да ја знае, да ја познават, да ја научит и да ја ставит во пракса во секој дневниот живот. А таа е ихласу дини лиллахи та'ала вахдаху ла шарика лах. Искреноста во Аллаховата вера, кој Аллах субханаху ва таала немат ортак, немат партнер. Значи, да имаш целосна искреност во Аллаховата вера. Да бидеш искрен во сите твои ибадети кои ги извршуваш да бидат само единствени за Аллах субханаху ва таала. Не за луѓето да те пофалуваат, не за луѓето да те видат, не да те спомнуваат, не да добиеш некои позиции и така натаму. Не, ти единствено посакуваш со тоа извршување на ибадети, посакуваш, значи, задоволството на Аллах субханаху ва таала. Ва бејану диддихи аллази хуа ширку биллах. Значи, првата основа, што треба секој еден од нас да ја познават и да ја знаат, е, значи, искреноста во верата Аллахова и објаснување на спротивното од таја искреност во ибадетот, а тоа е спротивното, контрадикторното од теухидот, од ибадетот е ширку билlah,
da mu se pravi na Allah subhanahu wa ta'ala, ortak. وكون أكثر القرآن في بيان هذا العصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. I Sušnost je дека повеќето големиот дел од Куранот е во објаснување на оваа основа. А таа основа е искреноста во верата Аллахова и предупредување од ширкот. Значи, поголемиот дел од Куранот е во објаснување на оваа основа. Значи, ние велиме, ние го читаме Куранот, ние го учиме Куранот, ние сакаме да научиме да читаме. Тој Куран што сакаш да го научиш, што сакаш да го читаш, големиот дел од тој Куран, текстовите на тој Куран содржуваат оваа основа. Што е таа основа? Искреноста во Аллаховата вера и предупредување од ширкот. Го објаснува Куранот оваа основа мин вуџухин шетта, од многу бројни перспективи. Значи, не од една перспектива, од многу бројни перспективи ни објаснува, значи, оваа основа. Толку што се јасни бикелемин со зборови кои ги разбират абледул амма. Абледул амма, наједноставните луѓе. Значи, за оваа основа да ја разбереш јас и ти, не треба високо образование, не треба високо школо да имаш завршено. Абледул амма, значи наједноставните луѓе разбираат оваа основа. Алейкум селам. Значи, наједноставните луѓе разбираат оваа основа. А таа значи да види верата искрено, единствено само за Аллах субханаху ва та'ала и предупредување од ширкот. ثم لما صار على كثير من الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة التنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. Слушај ги добро, внимателно овие зборови од овај алим, од овај стручнак. Вели, после тоа, кога се случи, што се случи со овај уммет, со умметот на Мухаммед салаллаху алейхи им го представи, им го појави шејтанот на луѓето, на народот, на муслиманите, им ја појави искреноста, ихласот, во форма на уценување и омаловажување на салихи, на праведните луѓе. Значи, види интригата од шејтанот. Значи, за да падне човекот во ширк и за да не имат во неговите ибадети искреност, му ја појави во форма да ти, ако бидеш искрен во твојот ибадет само за Аллах субханаху ва та'ала, ти тогаш ги уценаваш и ги омалажаваш салихин, значи праведните луѓе. وَالتَّقْصِيرِ فِي حُقُوقِهِمْ, значи за поставување на нивните права. Значи ти, ако не им се молиш на тие мртви што се во гробовите, ти тогаш значи не ги исполнуваш нивните права кои тие ги уживаат. وَأَظْهَرَ لَهُمُ الشِّرْكُ بِاللَّهِ, и од друга страна им го појави ним ширкот, правење ширк спрема Аллах субханаху ва та'ала, фи сура, во форма љубов спрема салихин. Значи, од една страна им го појавуваат ихласот како уценување на салихин, а ширкот им го појавуваат како љубов спрема салихин, само за да ги искушеват, за да паднат во ширк. Затоа овие работи некогаш може би ќе ни дадат тешки. Зашто еден дојде во Швајцарија, слуша худбе кај нас, рече, ништо не разбрав денеска. Зошто? Ние не сме навикнати со текстови ваке, пазење внимателно, што рече шејхот, што значи тој збор, што значи другиот збор. Ние сме научени, кажа, беше едно меселе. Чека пред неколку дена в продавница нешто, еден хоџа, од Колибари, Длапкин, што знат каде беше, вели, едно меселе. Што меселе дошол некој, сабро не зна како, муабет целски. Меселе, кога велиш ти меселе, значи ти збориш за фик, требаш, значи, за прописи на фикот.
Не да ми кажуваш ти меселе што си направил напазда со некого. Зато треба пазење. Шех Абдул Бухари во објаснувањето на 6 основи на усулу ситта вели дека шейхул ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимуллах со оваа основа, ел аслул ауал, со првата основа, зеде еден пат во објаснување на вистината и предупредување од заблудата. Зашто од една страна не учи шейхот, шейх Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимуллах, не учи нас теухидот, не учи нас ихласот. Од другата страна не предупредуваат нас од заблудата, од ширкот, од новотаријата. И оние луѓе, како што велит Ибнул Кајим рахимахуллах, оние луѓе која познаваат вистината детално и која познаваат заблудата, невистината детално, тие се најзнаените луѓе. Си имат луѓе знаат вистината детално, но невистината ја познаваат општо. Или обратно, знаат вистината општо, невистината детално. Некој може да се праша како може некој да знае невистината детално, али ми те велат некој ако живеал во џахилија, во заблуда, во некои работи, тој подобро ги знае ним од некој што не живеал во такви работи. Така, и најзнаените се оние кои знаат вистината детално и оние кои знаат невистината детално. Шейх Мухаммед рахимуллах од тие луѓе кои ги учат муслиманите да ја познаваат и вистината детално и невистината детално, за да бидиш во твојот пат кон Аллах субхана ва таала, да бидиш во јасност, да бидиш во сигурност. Не значи ти правиш ибадети, правиш дела со незнање, со несигурност, со колебање, со неизвестност. Ти не го правиш тоа. Ти ги правиш сите овие со знање, со сигурност, со спокојност. И кога имаш знање, кога имаш познавање, ти си многу поспокоен во твоите ибадети. Зошто? Ти си со знање уцврстен. И како да идат новотари и други работи, ти не се менјаваш. А некој кога нема знање, малце нешто инако да направи, тој не го познава тоа, пајат во несигурност, пајат во неизвестност. Затоа шейхул ислам, рахимахуллах, ни објаснува тука и вистината детално, и невистината детално. После тоа вели шейх Абдул Бухари, хафизахуллах, еден од нашите шейхови во Медина, вели причината зошто многуте луѓе паднаа во заблуда во овие 6 основи во кои ние ќе ги учиме, причината е зошто се расшири незнаењето во редовите на муслиманите. Значи, ширење на незнаењето во редовите на муслиманите. И исто војниците шејтански. Значи, оние кои се војници шејтански, дали се тие од инс, од инсовите, од инсанот, или од џин, кои пробуваат да муслиманите да ги заблудат од праведниот пат. И многуте лажни аргументи. Значи, многуте лажни аргументи ги носат луѓето во заблуда. Некој ти вели тебе за некоја работа, ти спомнува некој ајет од Куранот. И ти мислиш, овја сега ми донесе мене аргумент за ова. Во вистина тој е лажен аргумент за таја работа. Но тека нема знаење, немаш познавање, ти мислиш, овја има во праведност. Затоа тебе, значи, колку е битно, значи, разбирањето. Да имаш разбирање, значи, како првите 3 генерации, како сахаба, табиин и етбаат табиин. Не значи разбирање како мене. Затоа кога беше Ебу Усман ес-Сабуни, вели кога поминав одењето мое за Мека, овие алиме во 4 век роден, 4 хиџриски век, кога поминав за да одам Мека да го извршам хаџот, поминав во Нејсабор. Нејсабор е, значи, денеска од прилика Афганистан, тие дела. Луѓето на тоа место каде застанав ми бараа да им ја кажам акидату салаф ва асхабул хадис. Значи, акидата на салаф и луѓето на хадисот.
Значи ти не му рекao, кажи нија ти нас твојата акида, твоето верување. Кажи нија нас акидату салаф. Оние кои биле пред тебе. Затоа и ти денеска кога прашуваш некого, не му велиш Семир што велит, Филанот што вели, не, салаф. Што велат првите генерации? Како верувале првите генерации? Не јас како верувам или другиот или третиот. Тоа е важно. И поради лажните аргументи ги се причина да луѓето да заблудат. Ихлас, зборот ихлас, значи искреност. Ихлас лугатен. Ихлас лугатен. И што значи по арапски ихлас? Јазично гледано. Значи во лингвистиката. Што значи? Хуа шејун абјад ел халис. Ен-нақiju min kulli šaibatun. Ихлас, зашто ако го сватиш јазичното значење на ихласот, ќе го сватиш и терминолошкото значење на јазик на ихласот. Во терминологијата, значи исламска терминологија, брат. Ихласот јазично значи шејун абјад. Едно нешто што е многу бело. Бело. Ел халис, чисто. Чисто од секоја една нечистотија. Значи, се поврзиоти чисто ихласот, ако е за Аллах Джелешану, да биде чист од секоја една друга нечистотија што може тој ихлас да го испрлавите. Дали е тоа лицемерство, дали е тоа други интерески дуналочки, ти значи што значи не смееш да го тоа чисто нешто, не смееш да го извалкаш со нечистоти. А ихлас фи истилах, значи терминолошки гледано, верски гледано, таке религијски гледано, велит Шех Абдул Бухари, велит Ибнул Каим рахимахуллах, хуа теухид мурадун ла юхалитуhu мурадун фани. Значи да имаш ти целта твоја да биде еден и единствен да го обожаваш само Аллах субхана ва таала и да немат ова цел твоја, ова намера твоја, овај nije твој, да не биде измешан, да не биде извалкан со друга некоја намера. Значи ти кога го правиш тој ибадет, кој да е намаз, пост, хаџ, зека, садака и така натаму, сето тоа значи твојата намера е што? Ет-теухид. Ет-теухид значи да го обожаваш во тоа еден и единствен Аллах субханаху ва таала. Шех Салих Ал-Фаузан, хафизахуллах, велит дека хаза аслун усул. Ова база, ова основа што учиме ние, ова е базата на сите бази. Вал қаидату дин. И ова е основниот принцип на верата. Кога ќе те прашаат некој тебе или мене или нас утре, која е основниот принцип во вашата вера? Тогаш ти му кажуваш дека основниот принцип во нашата ел-ихласу дини лиллахи вахдаху ла шарика ла. Значи, искреноста во верата Аллахова, единствен кој немат ортак, тоа е значи основниот принцип. وهذا هو المعترك بين الأنبياء والأمم. И ова е спорната точка меѓу пратениците Аллахови и нивните уммети. Значи, кога иде пратениците Аллахови, пекамберите, посланиците Аллахови, нивната спорна точка, нивната недоразбирање, кавга со нивните уммети, не беше нивната кавга да земат тие да станат кралови, да станат водичи, да станат најбогати. Не. Кавгата нивна беше за народот нивни да го обожаваат искрено еден единствен Аллах субханаху ва таала. Тоа беше нивната важност, нивната цел, нивната задача. Не беше друга ништо. За тоа беше сите. فالأنبياء يريدون أن يصححوا هذا الأصل. Аллаховите пекамбери сака
ova osnova da je popravak. Znači, koga zabludija nivnite narodi, ti je saka ova osnova da je popravak. Zašto? Alladhi khalaqa Allahu al-khalqa li ajlihi. Zašto? Allah subhanahu wa ta'ala go stvori, go sozdade negovoto stvorenje, gi sozdavi lugeto insot, poradi toa. Poradi što si stvoren? Zada go obožavaš eden i jedinstven Allah subhanahu wa ta'ala. Zašto? Allah šovili v Kuran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Znači, ne sam gi stvorio ni džinovite, ni insot za ništo drugo, osim li ja'budun, znači da me obožavat eden jedinstven. Šovelit Abdullah ibn Abbas radijallahu an, znači, yuvahidun, znači da go obožavat eden, v obožavanje to eden jedinstven, da bude samo Allah subhanahu wa ta'ala, bez ortak, da ne mu se pravi, znači, ortak na Allah subhanahu wa ta'ala, v obožavanje to. I zato se stvoreni وَرَبَطَ سَعَادَتُهُمْ بِهِ. Ako čovjekot pravi dverata iskreno samo za Allah subhanahu wa ta'ala i se odkažuva to site vrste na širk, tuka je povarzan negovata strečnost v dunjalogot i ahiretot. Повечето луѓе жошти се трудат во животите нивни, во дуњалокот и сето таму, за да имаат стречност, за да имаат, значи, спокојност. Спокојноста наша во нашата вера. Ти не можеш да достигнеш внатрешна мирност, внатрешна спокојност, душевна спокојност, освен во следење на твојот створител, на тој што те створил тебе и мене, тој знае најдобро што е за тебе и за мене најдобро. И затоа, значи, ни го објави Куранот, за да го следиме. Како што вели шейхул Ислам ибн Тајмија рахимахуллах, Allah subhanahu wa ta'ala isprati pekamberi, objavi knjigi. Koji gi prihvaćat Allahovite pekamberi, Allahovite objavi, to je od najdobrite stvorenija. A koji gi odbivat, koji gi otfarlat, to je od najlošite stvorenija i negovata situacija, negovata sostojba je pološa od sostojbata na životnite. Pološa od sostojbata na životnite. A nije deneska se trudime da gi sledime onije kako što se kako životni. Znači ti vo zapad, brat, ti kako životni živat. Ko beše jedan šejh od Medina, šejh Abdurrahman Muhajdin vo Germanija, vo Köln, i gi videl nekoliko Germanci kako izvršuvat mala nužda na ulica, po nekoj čoš. Šejh odreče, ti je se slični na životnite, taka pravi životno to. A ti, što ne znaš vrednost na tvoja ta vera, što te uči da se skriješ, da ne te vidi nikoj, pa da sedniš, da ne se isparskaš, da ne isparšaš tvojite pantoloni i taka natamo, ti ne znaš vrednost da se puliš, što ti kažu na televizija i na YouTube daneska, i na Facebook. Nego gubi vreme to su ti raboti, gubi go vreme to su učeni na ova vera. Šejh Salih al-Fawzan hafidhahullah veli posle, فليس المهم أن الإنسان يصوم ويصلي ويكثر من العبادات. Ne je važno da čovjekot da postit, da klanjat namaz i da gi množi njegoviti ibadeti. El muhim el ihlas. Važno je da ima dvotije ihlas, iskrenost. Poslije to veli šejhot. فَقَلِيلٌ مَعَ الْإِخْلَاصِ خَيْرٌ مِنَ الْكَثِيرِ مَعَ عَدَمِ الْإِخْلَاصِ. Malu dela, malu pravenje ibadeti, mal broj na ibadeti, no so ihlas, so iskrenost, hajrun je podobro od što da praviš mnogo ibadeti, no bez iskrenost, bez ihlas. Znači ova shvativo kako pravilo, se nekoj ljudje se trudata i nekoj pravat velat posle džuma da klanja pladne, take, klanja tu 16 drugi, ne znam kako klanjata. I neko zaostanati drugi namaz i ne znam od koga i od što. Ne, malce su ihlaze podobro za tebe. Ošto da se iscrpiš vo pravenje na novotari vo bidati. Imame Leuzaj rahimullah velit, imame Leuzaj isto vo vrvocu Abu Hanifa rahimahullah, isto imam Ahmed rahimahullah, imam u Šam, brat, imam na Šam. Što velit? Šeitan od mu go razubavuvad na čovekot i badetot.
Се некој може да помисли како му го разбавуваат и шејтанот му разбавува на човекот и бадетот. Нормално му го разбавуваат харамот, ширкот, бидатот. Како и бадетот, му го разбавуваат и бадетот за тој да се глабочит во тој ибадет и да не учит знање, да го прави тој ибадет со новотарија и на крај иде пред Аллах Джелешану и тие дела не се примата. Значи, види шејтанот какви интриги употребуваат, брат. Затоа е знање, брат, да учи знање со корен, темелно знање со корен. Сега може би не сутре тука, или вие не сте тука, брат. Ти за тебе учиш, ја за мене. Сам себе се спасиш. Зашто гледаме ние секој ден сме сведоци како луѓето умираат, така? И ги ставаме во гробиштата. Тука, кој се со него? Никој не се накрај. Неговите деца што се најстакани, што им остал цел живот за нив, го оставаа на крај. Во тој момент, тоа што ти вреди мене и теби на сите нас, е правилното верување во Аллах субхана ва таала. Ништо друго, брат. Да си го имали целиот дуњалог, собственик на целиот дуњалог, во тој момент не вреди тој дуњалог што си го имала. Ама тоа што ти вреди е акидату салаф ва асхабул хадис. Вели шех Фаузан хафидахуллах, кога би човекот би правел юсалли ел-лейл ва нахар, би се клањал, би се молел на Аллах нон-стоп, ноќе дење, ва јетесаддак бил амвал, и дават огромни пари за садака, ва јамел минел аъмал, и прави многу бројни дела, лакин бидуни ихлас, но немат искреност, фала фаидатун фи амалихи, немат придонес во неговите дела, лиеннаху ла будда минел ихлас, зашто е без друго, што ихласот, искреноста во Аллаховата вера, во сите дела што ги правиш, искрено да ги правиш единствено само за Аллах субхана ва таала. За оня што е мухлис е оня, значи што е, значи што го практикуваат ихласот, за мухлисот присуството на луѓето не играт улога. Присуството на луѓето и отсуството на луѓето за него е исто. Тој не менјава во неговите ибадети, во должината на неговиот намаз или во должината на неговиот зикр. Тој не се разликуваат. Или во земање на абдес, некој може би кога имаат многу брача, земаат со малце со вода, со абдес со малце вода. А дома ја пуштат цела чешма. Значи треба тука да пазит. Дали тој е во тој ибадет, сега конкретно тој пример, дали е тој мухлис, дали е тој искрен во тоа. Треба да пази, да се праша сам себе си. Брат, селев, ние велиме, ние следиме селев. Селев велеа, ние не изговараме никогаш еден збор, освен за тој збор спремаме одговор на судниот ден што да кажеме пред Аллах субхана ва таала. Муаф ибн Джабал ради Аллаху ан вели дека посланикот салаллаху алейхи веселем рече дека највеќе луѓето што ќе ги стават во џахенем е нивниот јазик и органот. Затоа треба пазење на овие работи. Имаме Шафи'i рахимуллах рече нешто ако имат највеќе потреба да се држи во затвор, тогаш е устата. Имам Шафи'i рахимуллах брат, Мухамед ибн Идрис Шафи'i, имам брат, карпа, океан. Затоа, значи, ние не велиме ги следиме селев само да се китиме, да се разубавуваме со тоа големо име. Значи, ова барат, брат, пракса. Ова барат да го ставиш во пракса. После вели шех Салих ал-Фаузан, вал ихлас ма'наху, и ихласот значи тарку ширк ва ифраду Аллахи бил ибада. Значи, оставање на сите врсти од ширк и посветување на ибадетот еден и единствен за Аллах субханаху ва таала. Зошто? ولا أحد يستحق العبادة مهما بلغ من الكمال والفضل. Шех Фаузан хафидахуллах велит, зошто никој не заслужува да му се посвети нему еден ибадет и колку да стигне тој во совршеност и во доблест.
Znači, koliko da stigne, to je vrvni stepeni. Znači, ko je najdobro melačan? Džibril a.s. Ko je najdobar pekamber? Muhammed s.a.v. Koliko da stigne Muhammed s.a.v. stepeni, vrvni i doblesti, ne je dozvoljeno da mu se čini njemu ibadeta. Da mu se posveti njemu ibadet. Ne je dozvoljeno. Ni pa na Džibril a.s. Koga ne je dozvoljeno da mu se posvetiti ibadet na pekamberu s.a.v. ili na Džibril a.s. Togaš kako možeš doći u toj grobo tamo i da baraš dete, da baraš dejče, da baraš ne znaš što, pomina crna mačka, zašto mi pomina crna mačka, mi go rasipa denot, loši den, loš vakov, loš takov. Ovdje ti imaš problem od teuhid, bazata. I zato oni velime mnogo te deneska muslimani koji zborime v Švajcarija, v zapad, muslimani ve deneska se mnogo nazad. Nazad sme se, ovdje sme nazad. Ne znajme naša ta vera. Koga muslimanite se vrate na ovije osnovi, ovije bazi, gi znaja brat kako strela. Velita Jahja ibn Sa'id al-Qattan, veli da gi zna 30.000 hadisi kako kul huvallahu ahad. 30.000 hadisi, brat. A nije znajme 30.000 pesmi daneska. I muziki, i pejači znajme, 30.000 gi znajme. I futbaleri, i bokseri, što ti znam košarkari. Ama da znajme 30.000 hadisi ili 30.000 sahaba na pamet da gi znajme, ne gi znajmo šta 20 sahaba, cijeli imena ne gi poznavamo. I posle veli me nije, pa ne, nazad sme, da. Nazad sme mnogo, ama problem je vo naša ta vera, što nije ne se vraćamo vo naša ta vera nazad. Tukaj je problem od naš. Koga bi se vratili nije vo naša ta vera, veruvame onaka kako što veruval Muhammed s.a.v. i njegovite sahaba, ke vidime koliko ke se popravi naša ta sostojba. Sahaba ridvanullahi alejhim ide od Meka, brat, napraja emigracija, hidžra. Brat, dojdo bez ništo. Dojdo vo Medina bez ništo. Allah im gotvori cel dunjaloka. Se napraja vodiči na dunjalok od brat. Brat, u to vreme beše Perzija i Bizantin. Arapite ne gi stava vo Esapa. Arapita. Ništo. No Allah subhanahu wa ta'ala gi počesti so pekamberom sallallahu alaihi wa sallam, so objavate na Kuranu, gi napraje vodiči, brat. Vodiči. I sahaba znaja širkot vo Meka što go živea. I znaja kufrot. I koga dojde imano ti teuhidot, znaje vrednost i zato se patija cvrsto za teuhidot, brat. Zato se patija cvrsto za teuhidot. Te ti je zna koliko je loša živiš vo širki, vo kufara. Znači, ne je dozvoljeno da mu se posvetiti ibadetu na nikoj, koliko je da dostigni savršenost i koliko je da dostigni doblest, nikoj ne smet da mu se posvetiti ibadetu, ostaje na jedan jedinstven Allah subhanahu wa ta'ala. Ova baza, veli šejh Salih al-Fawzan hafidahullah, koji je pomešuvat ova baza, znači osnovata za pravenje iskrajnost delata za Allah subhanahu wa ta'ala, gi pomešuvat so širk, gi pomešuvat so licemerstvo, fa hada amaluhu habit. Hada amalu habit, znači njegovo to delo je uništeno. Njegovo to delo je uništeno. Znači, ovdje ne se prašavaš ti jas, da li stakaš ili nećeš. Tuko Allah subhanahu wa ta'ala ne ti go prima toa dela. Ne ti go prifačat. Posle to veli šejh Salih al-Fawzan, onaj ko je iskran, amma alladhi yukhlis amaluhu lillahi, fa hada huwa sa'id. No onaj koji gi pravi njegovite dela su iskrenost, to je onaj koji je srećen. Znači, može bi neko ki misli danas kad srećen, onaš ima mnogo pari. Ne, Sa'id je onaj što je iskren vo njegovata vera, što gi pravi delata samo jedinstveno za Allah subhanahu wa ta'ala, walau kana amaluhu qalilan, iako njegovite dela se malo. Znači, iako se malo, no to gi pravi su iskrenost, to je, znači, strečni od čoveka. Zašto tuka je wa fihi an-najat. Fihi an-najat, znači tuka je spasot. Tuka je njegovio spas. Znači so pravenje iskrenost vo njegovite dela. Posle to veli šejh Salih al-Fawzan, wa hadithu al-bitaqa la yakhfa. Hadithu al-bitaqa la yakhfa. Hadis od na jedna ta karta ne vije vas nepoznat.
Зашто Шейх Фозан хафидахулlah, кога ги имат објаснувано ова книга Усулу Сита, значи имат објаснувано барат во Ријад во главниот град во Саудиска Арабија, после тоа објаснувањето ги имаат неговите ученици и земаат, значи, тие аудија и ги ставаат, значи, ги типираат, ги прават во книги. Значи, ова е една работа за вас. Значи, правилно тоа, значи, ги слушаш ти дерсовите, ги учиш и после ги пишуваш компјутерски, после се прегледуваат тие повторно и после се штампаат. Значи, ова работа треба да тоа години, проекти, не е само 2-3 месеци емоции и после ништо. Така е. Одлично. Хадисул битака ла јахфа, значи не ви е вас непознат. Раджулун юбዓфу јауме l-қијамати ту'араду алейхи а'малеху мактубатун сиджиллат. Човек кој ќе биде оживеан на судниот ден и кој имат многу тетратки, многу дефтери полни со лоши дела. Мемлуатун би сејиат. Значи, полни, исполнети со лоши дела кои ги правил тој. И една карта, ќе имат една карта, а тој на таа карта не ќе му дават вредност, не ќе му обврнуват внимание, зашто ќе мислат не му вреди таја. А на таа карта ќе пишува само Ла илаха илла Аллах. Вамо има, значи, дефтери, 99 дефтери полни со грешки и со лоши дела. И мисли тој така е на тој ден веќе уништен, нема спас за него. Но Аллах субхана ва таала нема да му направи неправда на тој ден никому. И ќе рече, ставете ја таа карта на едната страна од вагата и тие тетратки в дефтер на другата страна. Тогаш, што вели пекамберот салаллаху алейхи ва саллем, ва ташат би џеми'i сеџиллат. И тогаш, значи, оттежнуваат едната карта што стои ла илаха илlallah, оттежнуваат таа карта спрема сите други тие дефтери што се полни со грешки и со лоши дела. Ама тој го рекол тоа, како вели Шейх Салих Ал-Фаузан, со искреност, со убедливост, не колебање. Но, кога го рече тој тоа, тој збор, ла илаха илlallah, веќе не му се овозможи нему да прави други дела, умре после тоа. После тоа умре. Но, тој збор, со искреност, како што рековме, ќе го спаси него. И затоа, значи, малу дела, но со искреност се подобри од што многу дела, а без искреност тогаш не му предонесуваат ништо. А спротивноста, после вели шейх Мухамед рахимахуллах, ва бајану диддихи аллази хуа ширку билlah. А спротивното, значи, од теухидот, од искреноста во ибадетот, е, значи, ширкот, правење ортак, правење другар на Аллах субханаху ва та'ала. Вели шейх Салих Ал-Фаузан хафидахуллах, ширкот, што значи ширкот? Ширкот значи хуа сарфун шејин мин анва'ил ибада ли гајрилlah. Значи посветување од некоја врст на ибадетите на некој друг освен Аллах субхана ва таала. Значи ти може би 100 ибадети ги правиш за Аллах субхана ва таала, но 101 за некој друг. Ова ти свалят од верата. Ти не си муслиман. Иако може би луѓето те рачунат мене или тебе како муслиман, на судниот ден ти не си муслиман. И важно ти е ти да бидеш муслиман кај Аллах субхана ва таала, не кај луѓето. Значи, посветување некоја врст на ибадет за некој друг освен Аллах субхана ва таала. Значи, само една врст, некоја од врстите на ибадетите, да ја посветиш за некој друг освен Аллах субхана ва таала, ова е ширк. Ова е ширк. Зошто некои муслимани мислат дека ширкот е да оди тој пред кипови да се поклонуваат само. Мислат само ова е ширк. Не, таа е една врста ширк е. Ама имат и други ширкови.
Kako dođeš da baraš beričet od drva, da baraš beričet od kamenja, nego kaže kade ima takvi raboče, ima takvi raboče. Ima takvi raboče, vobačiš da kaj nas gora, češmiće tamo ne znam kad ugare, uvek tu kako ke piješ voda, dostaješ 5 denari. I drugi raboče. Postoje veljat nekoj kamenje tamo po ulica, se vakufli kamenje. Kade vakuflja? Koji ti reče? Piše v Kuranu така vakuflja, to je kamen? Piše v Sunetu така vakuflja? Od kade ti imaš argument, dokaz ka to je vakuflja? Posle raboče, letnik, velikden, letnik, take, vidi ovega sabalja da go gledaš onega, dobar čovjek je, to ni se klanjat namaz, ni posti, dobar čovjek bila. I ti veliš, ja su musliman, maša Allah, ja su najdobar, ne, ti si v golema opasnost. Tuku, ti go razubavuva, to je šeitanot, ta zabluda vo koja se najduvaš je razubavil šeitanot i ti misliš da se najduvaš na visinski pat i je imaš ta sigurnost od šeitanot. Koga utreke umriš, toga ške shvatiš teka site ti raboče si bil vo golema opasnost i potom nemat vraćanja. Potom nemat vraćanja. No ovde celta našeg Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimullah celta ovde, što veli šejh Salih al-Fawzan, huwa ash-shirku fil uluhiyya. Znači širk pravenje vo ibadetot, vo uluhiyya. Zašto povećeto narodi teuhid ar-rububiyya, teka Allah je stvoritelj, snabduvač, upravač na sistemu, na univerzot, go prihvaćat. Znači za to nema ti je spor. Zašto što veli Allah subhanahu wa ta'ala za mušricite vo Meka, la in sa'altahum man khalaqahum, koga bi gi prašal ti ja Muhammed, koji gi stvoril njim, la yaqulun Allah. Keriš, la yaqulun, la arapsko va la, ovo je za potvrduvanje. Znači ti ne velat Allah, la yaqulun Allah. Znači ti velat so ubedljivost Allah ne stvoril nas. Daneska musliman se velit Hadžija Husein Mustafa, koji tu stvoril tebe, pa ne zna velit, možet Allah. Možet Allah velita. Mušricite, koji bija mušrici, koji saka da go ubijat pekamberov sallallahu, ti nema kolebanje vova. Nema kolebanje. La yaqulun Allah, ke rečat ubedljivo, so sigurno Allah ne stvorilo. No pak ti mu pravat širk na Allah subhanahu wa ta'ala vo ibadetot. Vo ibadetot. Zato, velit šejh Salih al-Fawzan, hafidahullah, trebit čovekot da go potvrdit ovaj teuhid el-uluhiyya i teuhid el-rububiyya, zašto teuhid el-rububiyya, velit šejh Salih al-Fawzan, to je fitrijun. Fitrijun je znači vo prirodata na čovekot. Znači teuhid el-rububiyya je vo prirodata na čovekot. Go prihvaća čovjeko, znači teuhid ar-rububija, teka Allah je njegov stvoritelj, njegov snabduvač i upravač na celio sistem, zašto ovaj sistem, ovaj univerzum ima samo 3 možnosti. Kako će veliti Ibn Kathir rahimullah v ovaj ajet, am huliku min gajri šein, am humul khaliqun. Znači, da li se ti stvoreni od ništo, slučajno, ili se sami sebe si stvoreni. Veliti Ibn Kathir rahimullah ima 3 možnosti, samo 4. ne postoje. Možnost da od ništo sme tuka, slučajnost, no nešto što je slučajno ne može da egzistira trajnost sovršeno. Znači ti noćta je noć, se znajte, ne se slučiva se ja ode nožnije noć pa čekame da prodolži den odpak. Nije čekamo mesečinava da izlezi, to sonce to izlaga togaš. Se slučilo to? Ne. Znači, na sovršen način egzistirat, znači, ovaj univerzuma. Nemoj nešto što je slučajno od početog napravno, stvoreno, dajeno, da egzistira dolgotrajno, sovršeno. Nemoj to. Ili sme, am humul khaliqun, ili se, da li ste vi sami sebe ste se stvorila? Nemoj ti to. Nešto što ne egzistira, nemoj nešto da staviti u egzistenciju, a samo to ne postoji. Treta opcija je, znači, hadal kaun lehu khaliq. Ovaj univerzum ima stvoritelj, a to je Allah subhanahu wa ta'ala. To je stvoritelj, ne dal nas taka bez nikakva zadača.
Значи задачата наша да го обожаваме еден и единствен. И затоа кога го праша пекамберот, кога го праша Абдулла ибн Месуд ради Аллаху ан пекамберот салаллаху селем, кој е најголем греф да прави човекот? Најголем греф. Ан тадж'ала лиллахи ниддан ва хуа халакак. Да му правиш на Аллах ортак, а тој те створил тебе. Значи ова е најголем греф. Зашто Шех Салих Ал-Фаузан хафидахуллах вели, многуте луѓе од едноставниот народ, кога ќе слушнат тие да некој да прави крадење, лажење и други работи што се забранети во исламот, тие им вријат крвта. Им вријат крвта. Но кога ќе слушнат за ширк и за куфр, мирни им се срцата. Затоа, кога Шех Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимуллах, кога е објасна неговата книга, сам ја објаснуваше, напише сам ја објаснуваше по трети пат. 3 пати од почеток до крај. Значи од прва страна до почеток до крај е објаснуваше Китабу Теухид, книгата на Теухидот. Ко сакаше за 4ти пат да ја повтори книгава, значи замисли сега ја да ви ја почне вас увек истата книга, вие ќе решите Семир, не знае ништо. Увек истата книга само ја вртите. Ама ова е, брат, кратко гледано. Ова не е, брат, некој само емоции 15 минути на YouTube и 20 минути. Треби време. Истрајност. Кога сакаше за 4ти пат да го објаснува Китабут Теухид, неговите ученици сакаа да почне некоја друга книга во хадис, тефсир. Како да рекоа, ја шейх, фахимна ат-теухид. Фахимна ат-теухид, ние го разбравме теухидот, доволно е сега теухид, ајде некоја друга област, наука во исламот, тефсир, хадис. Фахимна ат-теухид. Шейхот рече, дајте ми време да размислам. Утре дента кога дојде во меджлисот негов во џамијата, им рече, имал некој човек во градот наш, влегол во неговата куќа за почеток и на прагот од куќата заклал петел. Петел, разбирате петел? Джел. Заклал петел. И значи го заклал тој петел за да барат беричет во куќава. Значи тој врст на ибадење, брат. Тој прави курбан, тој петел за да биде зачуван од лоши очи. Да, е така надо. Учениците слушнаа од шейхот и не реагираа ништо. Утре дента дојде шейхот, им кажа, рече, некој направил блуд со неговата мајка. Одма сите почнаа да им вријат крвта. Како тој ова, сите ти работи. Шейхот тогаш им рече, вчера кога се работеше за правото Аллахово, не реагиравте ништо. А денеска кога ви кажав за еден грев, што од најогромните гревови што може човекот да направи, ама ширкот е поголем пак од тој најогромен, одма почнавте да ви вријат крвта. Тоа кажувате дека уште не го имате научено, сватено теухидот. Ајде од почеток пак. Тоа е, брат. Значи, ние треба тоа работи добро да ги научиме. Не е само за еден ден, 2 дена, 3 дена и после леталко си. Која спрова, која фитна иде, ти леташ еднош вамо, еднош тамо. Не, брат, ти си цврстко планина. Ама тогаш иде кога има знање, кога си спреман со знање. Без знање, брат, ништо немате. После тоа вели Шейх Салих Ал-Фаузан, хафидахуллах, дека во зборовите на Шейх Мухаммед, големиот дел во Куранот е во објаснување на оваа основа. Значи, искреноста во верата Аллахова и предупредување од ширкот. Тоа е големиот дел во Куранот. Например, вели Шейх Салих Ал-Фаузан, ајетот во кој велите Аллах субханаху ва таала,
وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Obožavajte go jedan jedinstven Allah i ne mu pravite vo ništo ortak. Ne mu pravite vo ništo drugar. Bili šeh Fozan, hel hada kelamun gamidun? Da li ovije zborovi Allahovi se nejasni? وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Znači, nema ovije zborovi nejasnost. Tuk ovije se duri i najjednostavnite luke jefhemunahu. Znači, el-awam, jednostavnite luke, gi razbirat ovije zborovi, gi razbirat teka im se nareduvat tuka, da go obožavat jedan jedinstven Allah subhanahu wa ta'ala i im se zabranuva da mu prava na Allah subhanahu wa ta'ala, drugara. No ima druge, veli šeh Salih al-Fawzan hafidahullah, koji može bi go znat Kuranot na pamet. Duri go znat Kuranot toliko precizno na pamet kako lako od strela nako izlagat. Znači toliko brzina ima, znači voajetite gi znat. No tije luge ne gi razbirat sodržinata na Kuranot. I isti te luge vikat celo vreme ili veli šeh Fozan vreskat. Vreskat što? Ja Hasan, ja Ali, ja Husein, ja Tijani, ja Abdul Qadir i drugi luge što gi obožava tije i go posvetuvat nivni od ibadet na ovija. Znači prava širk. A to je možda hafuz i veli šeh Fozan duri gi znajd može bi qiraate seba' au al-ashr. Gi znajd znači ne Kuranot samo da go čitat na jedan kirajet, na 7 kirajeti ili na 10 kirajeti zna da go čita Kuranot, no to je čovjek pađat pravi širk. I to je, i poslušali šeh Fozan mnogovi zborovi, lakinnahu ja'tani bi hurufihi. Toj se zanimavat i vložuvat trud vo bukvite na Kuranot. Znači, kako da gi izgovorit, kako da gi izrečit. Vložuvat lakinnahu yadhi'u hududahu. No toj gi otvarlat i gi izgaznuvat granicite na Kuranota. Znači, granicite na Kuranota da ne pravi širk. Da go obožavaš, a to gi prečekoruvat, gi izminuvat. Znači, džabe toj, što bukvite gi izgovarat na noguvav način i se trudit učit so godinje, no drugava strana považno to što je, tuka znači, tuka je vo zabluda. I potom go spomnuvat šeh Fozan ibn al-Qaim rahimullah, šehul Islam ibn al-Qaim rahimullah velit, al-Qur'anu kulluhu fit tawhid. Celi od Kuran, znači go spomnuvat šeh Fozan, ovaj zborot ibn Qaim, zada go povarzit so zborov na Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimullah, koji velite ka, golemi oddel od Kurana je vo objasnuvanje na ova osnova. Osnovata na tevhidot i ihlasot. Ibn al-Qaim rahimullah velit, al-Qur'anu kulluhu fit tevhid. Celi od Kuran je vo tevhid. Kako ste ga? Vidi, znači, ovije izvoredni, biserni izvaduvanja od Ibn Qaim rahimullah. Ibn Qaim rahimullah velit, لأنه zašto Kur'an je imma amrun bi ibadati Allahi wa tarki shirk. Kur'an sadržavat ili naredba za da se obožavat jedan jedinstven Allah subhanahu wa ta'ala i predupreduvanje za ostavanje na sve vrste na širk, jednoš, wa imma bayanun li jazai ahlu tawhid wa jazai ahlu shirk. Ili drugi oddel od Kur'anota, objasnuvat Allah nagradata za lugeto na tevhidot. Znači ti što go prava tevhidot, što kebi nim data nagrada. Ili kaznata za mušricita. Znači ovi aktori oddel od Kur'ana. Znači Kur'ano to imat ili naredba za ibadet, zabrana za širk, objasnuvanje nagradata za muvahidin, za ti što go stavili tevhidot vo praksa, i kažuvanje za kaznata na mušricit, oni koji prava širk, wa imma i posljednji oddel od Kur'ana što je, treći oddel, wa imma
fi ahkamil halali wal haram. I tretio del je vo propisite. Da li je ovaj halal, da li je ovaj haram. Wa hadhihi min huquqi tauhid. I ovaj halal haram, ovaj od pravata na tauhidot. Znači ti zašto ga ostavaš nešto što je haram? Za Allah subhanahu wa ta'ala, zašto ti naredil tebe? Se plašiš da Allahova ta kazna? Znači vidi Ibnul Qayyim rahimullah, brat, ovaj vrven naučnak, šejhul Islam Ibnul Qayyim rahimullah, kakvi pridobivki izvađa. Wa imma qisasun anir rusuli wa ummatihim wa ma hasala bainahum min al-khusumat. Ili je kažuvanja među za slučkite koje se slučile među pejgamberite i nivnite ummeti i nivnite narodi. Što se slučilo među njih, znači sporovite što gimale, kavgite što gimale, poradite ohidot i širkota. I što objasnova znači nagradata za poslanicite i kaznata za protivnicite od poslanicite. Znači celi od Kuran posle veli šejh Fauzan hafidahullah, znači se vrti za teuhid. No tije luge, veli šejh Salih al-Fauzan hafidahullah, povećeto tije luge, koji može bi zna da go čita Kurano dobro i so dobar teđvid, no koga tije ne zna značenosti na la ilaha illa Allah. Znači danas kako vsaka nekoj da go prihvati islamot, ja ti veli da vsaka stana musliman, ti treba da mu go kažeš ovaj zbor. No ne samo, kako što veli šejh Fauzan, innama hiya alfazun ala al-lisan faqat. No nije ti, ne samo zborovi na jaziku što se izgovara, faqat, znači samo zborovi na jaziku. Znači to treba da gi ispolniš ti raboče, da gi ispolniš uslovite na la ilaha illallah. Bez ispolnuvanja na uslovite, ne ti je validno, ne ti je važiško to la ilaha illallah. Se ne možeš ti da rečiš la ilaha illallah i posle da imaš strah od mačka. Da veliš la ilaha illallah i da veruvaš mu, ne znam, drugi raboče i drugi raboče. Srce to tvoje povrzano so eden i jedinstven Allah subhanahu wa ta'ala. A ne neko što veruvat ima djaperi. Da, tropna ova, tropna ona. I posle to veli cela noć la ilaha illallah. No to je ne razbral la ilaha illallah, brat. To je ne razbral što je la ilaha illallah. I повеќето во нашата средина тука, нашите луѓе, кога би ги прашал што значи ла илаха илаллах, тие немаат Господ освен Аллах. Истиот одговор како мушриците во времето на пекамберот салаллаху алейхи ве селем. Значи Абу Джахл, Абу Лахаб, што беа најжестоки непријатели на пекамберот салаллаху алейхи ве селем, тие нема никаков проблем да потврдат дека Аллах е нивнин Господ. Значи теухид рубубија. Nema nikakav problem. I zato veli šejh Ibn Baz, rahimahullah, da bi prokletstvo Allahovi na oni luge koji se narekuvaat muslimani, no Abu Džahel i Abu Lahab se poznani za la ilaha illallah od tije, od njih. Zašto deneska ima jedan od tetovo na работа, mu vela 63 godin čovjek. Mu vela bac, kaži mi, la ilaha illallah. Veli ti rekov vake, kaže, ti rekov la ilaha illallah mi veleš. Dobro, kaži mi što znači, ja ne znam, svega ti nauči me. La ilaha illallah, to tvaš velita. Dobro, kaži mi što znači, to arapski zbor je. I posle nakraj go reče to, nema Gospod. Nema Gospod, to sam Allah. To ako reče, brat. 6-3 godini čovjek, ima vnuci, ima sinovi. I ne znaje, znači, la ilaha illallah, la ma'buda bi haqqin illa Allah. Znači, la ilaha illallah znači, nema nikoj pravo da biti obožavan osven, eden i jedinstven Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, ti apsolutno na nikogo, ni na mačka, ni na drvo, ni na kamen, ni na pekamer, ni na melač, ni na ništo, ne mu posvetuvaš ibadeto. Jedinstven samo na Allah subhanahu wa ta'ala. I treba da paziš, veli šejh Fauzan hafidahullah, da ne vidiš kako munafikot. Zašto munafikot, koja će biti staven vo grobot, fil qabr, i da suila, koja će biti prašan od melačinata,
koji je znači koji je tvoj gospod, koja je tvoja ta religija, koji je tvoj pekamber, što kja reći munafikot? Semi'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultuhu. Ja slušnav nešto velja luѓето, to pa jaz go rekao. Pazi se. Muđarrad hikajat, samo prikazni raskažuvanja slušnav. Znači, ti se munafici, brat, što ti reći tu toj vo grobu tu će biti staven, slušna velja kajnas. Allah ili Muhammed pekamber sallallahu, slušna vjaz. Jaz go rekao. Ama ne znaje što znači. Ne znaje što bara tu zbor od mene. Ne rabote što to je zbor. Allah subhanahu wa ta'ala gi sporeduvat ovije luje. Allah pravi primjer su ovije luje. A to je primjer na tije. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً سُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala veli, oni koji ne veruvat, se slični na suštenijeto, koji ništo ne sluša, osven povik i glas, i gluvi se, i slepi se, i nemi se, ne svakat. Šejh Fauzan hafizahullah što veli ovdje? Šabbahahumullahu bil bahaim. Allah gi sporedi njim so životnite, oni koji ne veruvat. Kako životnite? Zašto? Životno to tesma sauta ra'i. Životno to go slušat glasot od ovčarot. I go slušat njegovite tonovi što izlagata. Wa temši ala sautihi, i ojd pod njegovi od glas. Mu veliš na kravava ojd. I to znači po glas od ojd. A taja la tafham ma'na. Ta ne razbira značenje to na toj zbor. Ta samo toj ton go sluša. Ne razbira ta. Taka se ne vernicite koji go odbiva Allahova ta vera odbiva. Kako se sporedeni su životnite. Koji sluša samo tonovi. Znači, da li je krava, da li je ovca, da li što da je. Ta sluša tonovi. Glas od ovčarot. Nego razbira to je ta. Ništa ne razbira. Da. Samo ta slijedi toj glas. Se a ti, zdrav čovek, zdrav pamet, kako sakaš da živiš? Sakaš da živiš kako životno, bahaim, ili sakaš da živiš insan? Odluči se. Šejh Abdurrahman Sa'di, rahimullah, veli, no kako može čovjek, koji ima zdrav pamet, da dozvoli na sebe si da stigne do ovaj stepen? Kako može? Zujina lehum ma kanu ja'malun. Im šeitanot im gi razubavuva njih, oni je dela što gi praveja. Znači Allah veli v Kur'anu, zujina lehum ma kanu ja'malun. Znači šeitanot non stop, ma zala, lem jezal, yuhassin lehum a'malahum. Znači non stop šeitanot se trudi da im gi razubavuva njim kufrot i širkot. Hatta stahsanuha. Dodeka ti je go gleda širkot i kufrot i nemoralni te raboće, kako dobri. Wasara aqidaten indahum. I to stana veruvanje kajniv. Wasifatun lazimatun. I stana svojstvo nivno što uvek gi slijedi dniva. Го правди, знаете за Шейх Усеймин рахимахуллах тога за кучината зошто ги сакаат чафирите. Затоа не се чуди. Денес за жал муслиманите идат и велат ја сака куче да зема дома. Се видио тој чафир тука на интернет, на телефон, на YouTube, што зна каде, и тој има куче дома зел. Уста и баца. Како брат? Уста ги баца. Да, и в уста. Тој детето него го заборал како се бацуваат. Па го мија. Да, а животното го бацуваат во устата. Замисли, значи, која е извалканост на тая душа, брат. Значи, која извалканост во тая душа да има тој човек, што тоа го извира, тој го искажува надвор после во неговите дела. Полоши, брат. Есва ухален, полоши состојбо животните. И на крај, што вели шех Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах,
Thumma lemma sara ala akthari ummati ma sara, znači toga koja se sluči, ona što se sluči na golemijod delo od ummetot. Što znači to ovdje? Znači se sluči što se sluči što golemijod broj, što golemijod znači golemijod delo od broja od ummetot što se sluči. Ovdje veli šejh Abdullah Buhari hafizahullah, ovaj ummetot od Muhammed sallallahu alaihi sallam imal dve faze. Prva ta faza je fazata na pekamberot sallallahu alaihi wasallam, negovite sahaba, tabi'in, etba'at tabi'in. Znači ova je najdobra ta faza. Fazata na znanje, fazata na teuhidot, fazata na sunnetot. Znači periodot, vremeto, brat. Etapata, tako je rečeno. Posle tretata generacija, posle etba'at tabi'in, sledite jedna faza v ovaj ummet, koga znanje to se namaluvat, a neznanje to se raširuvata. I togaž stanuvat i najjasnite raboče, i najosnovnite raboče od verata še kakova ovdje, stanat nejasni, i nepoznati, i čudni. I zato, kak je dojmi neki veli me nešto, velit, a vi je od nekade dojde, ne zna od kada se dojde, vi je novo ova. Ne ova novo, ovije knjigi se iljadnici godini, brata. Ti kaži mi, veli šejh Rabija hafidahullah, bejnana wa bejnahum el kutubu salaf, među nas i među njih se knjigite na salaf. Znači ako sakaš da se sudime, ako sakaš da znajme koje je vistina, jas ili ti, togaž se vraćame kaj knjigite od salaf. I togaž doznavame koje je vo pravo i koje je vo greška. A ne da vikaš da tvrdiš so emociji, da tvrdiš so neznanje, da tvrdiš kog fortes. Ahsent, odlično. Tvrdoglavost. Znači, ne so tvrdoglavost, brat. Koga idete argumentot, prihvaćaš. Prihvaćaš. Od koji da dojdit? Argumentot se prihvaća od sekogo. Koji da dojdite? Ne, ovdje ne mi pasirad mene, jaz ne se družam s onego, se družam s fila na poći, ne mu go primam, to što go kažuvat. Ne. Imate argument, go primame. Znači, ova je prva ta faza, najdobra ta faza, vremetu na pekamberu sallallahu sallam i sahaba i drugi, znači, vtorata i tretata generacija. Zašto? Pekamberu sallallahu sallam za ovije tri generacije sam ima potvrdeno. Hayrun nas, qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Pekamberu sallallahu sallam veli, najdobrite ljudje se onije koji ste vo mojeto vreme. Znači, koji ste ti vo njegovo vreme? Sahaba. Posle, thumma alladhina yalunahum. Posle tije koji gi sledat njih. Koji se tiču sledat? 10 od sahaba, tabi'in. Thumma alladhina yalunahum. Posle tije što sledat njih, znači 10 od tabi'in, tije se etba'at tabi'in. Za ovije tri generacije ima posvedočeno koji? Pekamber sallallahu alaihi sallam. A što velite Allah za pekamber sallallahu alaihi sallam? La yantiqu anil hawa. To je nezborovo, to negovite emociji. Od strasti. Znači, pekamber sallallahu alaihi sallam, koga potvrdili za ovije tri generacije, znači nije znajme su sigurno se kad ti se najizbranite, najizvorednite generaciji. I se vraćam uvek za da razberime verata kaj ovije tri generacije. Tuka je našio spas. Posle toa se namaluva znanje to, posle trite generacije tije, se namaluva znanje to, se raširuvat, se zgolemuvat neznanje to. Kako što kažuvat vo Sahih al-Bukhari, što prenesuvat imam Bukhari rahimullah od Abdullah ibn Abbas radijallahu an, koga vo vremeto na Nuh alaihi salatu wassalam, koja se napravi prv pat širk vo zemljata, kako se sluči? Velit Abdullah ibn Abbas, prenesuvat pekamberat sallallahu alaihi sallam, deka koga umre nekoj salihin, nekoj pravedni, dobročitelni luge vo vremeto na Nuh alaihi salam, koga umre tije, dojde šeitanot i im reče na tije luge, napravite sliki vo vašite međlisi, vo vašite mesta kada stojite, vo vašite zbirki kada se zbirate, napravite slike od tije salihin. Zašto?
Вие сте луѓе слаби во верата, не се држите спрема верата. Кога ќе ги гледате тие слики на тие доброчителни луѓе, ќе се сечавате вие на нив и така и вие ќе брзате да правите добри дела. Така умре таа генерација, што ги направи тие слики, за тоа со таа намера, умре таа генерација, дојде шејтанот повторно рече, не, вашите татковци ги обожаваа овие слики. Зошто ги обожаваа? Зошто вие не можете директно да му се молите на Аллах субханаху ва таала, зашто вашите души се извалкани, нечисти, грешни, молете му се на овие се салихин, праведни луѓе, и овие ќе ве донесат поблиску до Аллах субханаху ва таала. И ова е токму ширкот, кој паднаа. Зошто? Кога почна се намалува знаењето, тогаш беше за шејтанот добро дошло да ти да паднат во ширк. Значи, твоето оружје, твојата заштита од тој ширк, од тој бидат е знаење, брат. Да учиш знаење. Без знаење си лесна игра за шејтанот. И за шејтанчината од луѓето. Иншалла, се задоволуваме со толку вечерва, да не должиме повеќе. И во понеделник ќе продолжиме повторно со истиот дерс, дури да го завршиме. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.